Учениците во источниот регион минуваат низ сложени психолошки фази. Има панични напади, шокови и случаи на анксиозност, вели психологот Емилија Бошковска, која е дел од екипата психолози кои работат во Штип и регионот. Допрва почнуваат таквите состојби, се уште се беа во шок, па имавме неколку фази кои што бе помина, имавме после шокот и љутина, и тоа е нормална емоција. Почнува периодот на тага, нека сите, пак ја кажам, се е индивидуално, но ги пратиме. Значи, од ден на ден се менува состојбата и тука сме за се што доаѓа поред, па дури и за таквите состојби, анксиозни состојби, депресивност и слично. Од овие причини Бошковска вели: постојано сме на терен, има над 30 во моментов, има над 30 во Кочани од сабајрето отидени, во Штип сме 10. Ги распределуваме силите, работиме тимски и ги распределуваме првично по приоритет, затоа што не може да стигнеме и ќе им пречиме нормално веќе во наставата, доколку цело време сме тука. Освен со учениците, психолози работат и со наставниците. Работевме паралелно, значи беа формирани групи, исто така и со наставниците. Се работи со вработените во градинките, во основните училишта, не се само средните. Значи се обидуваме секаде каде што е кризно, особено тие лица кои што работат со млади, да бидат претходно да поминат еден краток дебрифинг. Паралелно се контролира и состојбата со заштитна опрема во сите училишта и универзитети и констатирано е дека состојбата е под контрола. Од ЗЕЛС разбравме дека најголем дел на училиштата и државните училишта исто потврдија дека ги содржат сите овие елементи. На Угада има формирано центар за советување на млади, па сите кои имаат потреба можат да го посетат и да побараат помош од психолог.